Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Врховниот суд на САД се очекува денеска да донесе одлука од епски размери за уставноста на Законот за здравствена заштита на председателот Барак Обама. Можно е да имаме одлуката дури во текот на нашава емисија, и ако тоа се случи ќе ја вклучиме, а во меѓувреме да видиме што друго прави наслови. Во Дамаск, главниот град на Сирија, денеска голема експлозија. Државната телевизија ова го нарече терористички напад пред Палатата на правдата. Во меѓувреме, САД го осудија смртоносниот напад на сириската провладина телевизија од вчера пред зори, во кој се убиени лица од обезбедувањето и новинари. Стоктон, град во Калифорнија, банкротира. Апелите на жителите не помогнаа. Градскиот совет ја изгласа одлуката, а судот сега треба да одлучи како ќе се наплатат долговите на градот. Се работи за град од 300.000 жители на 135 км источно од Сан Франциско со буџетски дефицит од 26 милиони долари, предизвикано од во најголем дел колапсот на пазарот за домување, лошо управување и голема работна сила во градот. Голем удар за стоктонци. To make successful. This creates so much uncertainty for me. И во овој момент ја добиваме веста што цела држава овде ја чекаше. Врховниот суд што туку ја објави историската одлука со која се одржа барањето за секој да има здравствено осигурување, така наречениот индивидуален мандат во законот на председателот Барак Обама со кој се реформира здравствената заштита во државата. Ова е огромна победа за председателот Обама во сезона на кампања за реизбор. Одлуката на судот практично ги отворли аргументите дека Конгресот отишол премногу далеку во барањето најголем дел од американците да имаат здравствено осигурување или да платат казна. Главниот судија од највисокиот суд во државата, Џон Робертс, ја соопшти одлуката што овозможува законот да се имплементира со цел да се покријат над 30 милиони неосигурени американци. Ова е голем ден за здравствената заштита во САД, но додека се имплементира одлуката на Врховниот суд во земјата, ќе остане ситуацијата на милиони неосигурени луѓе. Што значи тоа, ќе ви кажеме веднаш преку посета на една бесплатна клиника близу Вашингтон, каде доаѓаат луѓе кои немаат здравствено осигурување преку работодавецот, не се доволно сиромашни да се квалификуваат за помош од државата во овој домен, а не се ни доволно богати сами да си купат здравствено осигурување. 25 години Вилбер Смит имал здравствено осигурување преку работа. Кога го загубил работното место, го загубил и осигурувањето. Кусо време потоа бил диагностициран со рак. Сакал самиот да си купи осигурување, но каде и да се свртал, одговорот бил негативен, зашто веќе бил болен. It was no almost everywhere. Образложението им беше: сега доаѓаш кај нас. Не може, а мене никогаш порано не ми требаше кога бев осигуран. Смит ја нашол оваа бесплатна клиника во Арлингтон, Вирџинија. Работи со донации, ја обслужува околу 1600 неосигурени од вкупно 20.000 во општината, кој ќе биде третиран, се одредува со лотарија. Джоди Кели е директор на клиниката. Овие лица не добиле третман кога се разболеле и кога доаѓаат овде се веќе многу болни. Истражувањата покажуваат дека јавноста е поделена без оглед на одлуката на судот. Ед Хајзелмајер е од фондацијата Heritage. Тој вели американците не сакаат некој да им наложува дека треба да купат здравствено осигурување. Републиканците се против, затоа што на тоа гледаат како загрозување на слободата. Демократите се против, затоа што не ги сакаат осигурителните компании. Тие не сакаат да купуваат од некого што не го сакаат. За него идеално е да се направи систем што ќе биде направен според конзументите, што ќе има повеќе избор надвор од тоа што нуди работодавецот, дури и кога човекот е веќе болен, како Вилбер Смит. Шансите за такво нешто многу тенки овде во САД.
Од 1982 илјадници млади во САД се пријавуваат на Конгресниот конкурс за најдобра уметничка творба, во чии рамки членовите на Конгресот гласаат за најдобрите дела од областа која ја представуваат. Средношколката Наташа Царовска е добитничка на годинешна прва награда на ниво на Лос Анџелес, Калифорнија. Со неја разговараше Јулија Велковска. За конгресменот Хавиер Бесера од Калифорнија, најдобро дело годинава на конкурсот на тема Лос Анџелес, како изгледа вашето соседство, беше цртежот на Наташа Царовска, родена во САД, чии родители се со потекло од Кукуречани, Битолско. Наградата вклучува и школарина од $2000 и 2 авионски билета за Вашингтон. Цртежот на Наташа веќе е изложен во Конгресот. Говори за инспирацијата за делото, за чија изработка и биле потребни 3 до 4 недели. Кога почнав да цртам, инспирацијата ми беше, имав нацртано мајка со дете и тоа символизира љубов. Има деца што имав нацртано, тие символизира младост. И имав баба ми е нацртав, а таа символизира старост. Не успеа да ги сокрие емоциите дека работејќи, постојано во мислите и била Македонија. Тоа го почнав да го цртам за Македонија цело време во памето, може зашто беше за neighborhood што црта во Лос Анџелес, ама пак памето ми се враќаше за Македонија и така цело време. На конкурсот делото на Наташа било избрано од 176 пријавени од 31-та конгресна област на Калифорнија. Наташа неизмерно среќна заради успехот и најавува дека ќе продолжи да твори. Во моментов има афинитет кон медицината, но, како што појасни, што и да избере како идна кариера, би сакала цртањето да биде проткајано во тоа. Делото ќе биде изложено во Конгресот една година. Времењата се менуваат, нови деца доаѓаат, а со нив и нови бајки. Сега најчесто филмски. Принцезите се силни и еманципирани, како новата Снежана и 7 џуџиња. Но тоа е само еден пример од трендот за кој ќе зборуваме утре во Newsflash. Хероини која заобиколуваат традицијата, но дали тоа го сака младата публика? Со тоа ги исцрпевме содржините за денешнава емисија. Ако нешто пропуштивте, појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Таму е емисијава и многу повеќе. До гледање до утре. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер.